Во последниот месец од годината сите пензионери во државата ќе добијат за 5% поголеми пензии. Покачувањето на пензиите се случува и пред парламентарните избори и пред Нова година, па затоа предизвикува поголем интерес во јавноста. Меѓутоа, за ресорното министерство ова зголемување всушност представува исполнување на ветеното, а тоа значи дека и во иднина доследно ќе се спроведуваат сите најавени мерки за пензионерите. Спрема тоа што е примањето, према скапијата, давачките се големи, комуналните. 4,000-5,000 в месец одвоиш само за тоа. А имаме ние пензионери 7, 8, 12, 13, до 15 најголем број. Оние нагоре по однаре. Тоа е убаво. Еднаш во годината покачат 5%. Ја половин пензијата давам за лекарства и по болните што одам. Па малку е тоа треба да се даде на по-ниските плати повеќе да се кача. Јас 7.000 динара зимам, андек давачките на државата. Тоа малку е превише. Добро е, нема грешка за тоа што покачуват, али по 1000 динара давам за лекове секи месец, на мене и на бабата. Струја, вода, телефон, берекјачо ми дават на вересија у продавницата. Како перманентниот пораст на пензиите ќе се одрази врз пензискиот фонд, останува да покаже времето. Иако стручњаците коментираат дека дефицитот постојано се продлабочува и удира врз централниот буџет. Меѓутоа, со оглед на вкупните состојби околу стандардот на граѓаните, во кочански прилики се уште пензионерите, односно пензиите, се клучниот стожер на пошироките семејства. Во услови на мали плати, чиј просек е далеку под просекот на месечните трошоци за живот, пензиите се добродојдени да го пополнат буџетот не само на пензионерите, туку и на нивните деца кои оформиле или не оформиле семејна заедница.